Ова се најавите за денес. Богата забавна програма подготви општина Охрид за новогодишните празнувања. На Охридското езеро му се бројат ребрата, екологистите и експертите апелираат да не се користи како акумулација. Охрид ќе одбележи 100 годишнина од смртта на револуционерот Петар Чаулев. Путин ја повика Украина на преговори на годишната пресконференција. За најавените и заостанатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Максималната дневна температура изнесуваше 10 степени Целзиусови. Во петок во најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд, а на планините со врнежи од снег. Врнежи од дожд се очекуваат и во западна и северозападна Европа. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во централните предели и на планините врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 6 до 14 степени. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време со повремени сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд, а над 1200 метри со врнежи од снег. Врнежите ќе продолжат и во текот на ноќта, петок кон сабота, и снежната граница ќе се спушти над 800 метри надморска височина. Минималните температури ќе се движат во интервал од -2 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 4, односно до 14 степени. Во Охрид во петок ќе имаме умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во сабота, во првата половина од денот ќе имаме нестабилно време со врнежи од дожд и снег, а попладне врнежите ќе престанат и ќе настапат повремени сончеви периоди. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 4 степени. Во недела студено утро со појава на умерен мраз и температура од -3 степени, а во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и максимална температура до 3 степени. Во понеделник, облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег и студено. Минималната температура од -2, додека пак дневната ќе достигне до 2 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест.
Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Богата забавна програма за новогодишните празници во Охрид. За најлудата ноќ, охриѓани и гостите ќе уживаат во настапот на поп дивата Каролина Гочева и македонската фолк звезда Наум Петрески. Општина Охрид подготви богата забавна програма по повод предстојните новогодишни празници. Очекуваат весели празници, добра програма за предновогодишните и за новогодишните празници, која би започнала негдека околу 24 декември на посериозниот дел, околу забавниот дел поврзан со најмладите и ќе трае све до 30. На 30 имаме со стендап комичарите Никола Тодоровски и Стезо Стаматос една, да кажам, добра програма. На 31 вечерта е Каролина, Наум Петрески, Пајак, DJ Face и DJ Gets и охридската група Take 5, рок група Take 5, а во на први традиционално како сум градоначалник околу 12 часот започнува уште една денска забава за сите присутни, затоа што тогаш е некако најраздвижено низ чаршија и му нуди уште една можност за забава. Тука е повторно охридската група Балканикос Бенд и Сара Мейс со новогодишни песни и програми. За новогодишните празници Охрид секако ќе биде полн со гости. Најмногу гости ќе има од Србија и Црна Гора. Се очекуваат околу 15.000 туристи оваа нова година и секако домашните туристи кои се можеби и помногубројни, вели градоначалникот Пецаков. На Охридското езеро, најстарото во Европа и најзначајниот биолошки резерват, периодов му се бројат ребрата. Неколкуте врнежливи денови не ја променија многу неповолната хидролошка состојба и езерото и понатаму е опасно блиску до минимално дозволената кота. Покрај неповолните климатски услови, врз состојбата огромно влијание има нерегулираниот истек на водите на Охридското езеро кај Црндрим, согласни се експерти и еколози. Нивото на Охридското езеро и понатаму блиску до природниот минимум или нултата кота од 693,17 метри надморска висина. Неколку врнежливи денови не се доволни да ја подобрат хидролошката состојба и на езерото и понатаму му се гледаат ребрата. Според стручните лица, повлекувањето на езерото во голема мера се должи на неповолните климатски прилики. Годинава имаше подпросечни врнежи, во летните месеци наврнале само околу 55 мм воден талок, а долгиот сушен период довел до големи испарувања од езерскиот басен, додека пак години наназад отсуствува снегот. Но и понатаму, можеби главната причина за драстичното намалување на езерското ниво останува се уште нерегулираниот истек на водите на Охридското езеро кај Црндрим. Секако тука е присутно и вештачкото влијание врз него преку менеджирањето и управувањето со водите од езерото преку двете регулации во струга
така што во голем дел состојбите по однос на водостојот и водите во езерото се наметнати и од овој вештачки диктиран режим и испуштање и контролирање на водата во езерото. Дека водостојот на Охридското езеро освен од сушата многу зависи од испустот на водата заради потребите на акумулациите Глобочица и Шпилја, односно за производство на електрична енергија, со години алармираат екологистите. Нивото на езерото се регулира според билатерален договор со Република Албанија склучен пред скоро 7 децении преку испуштање на водата од езерото на застарен начин со дрвени талпи. Според екологистите неопходна е итна ревизија на договорот и осовременување на испустот. Кој што систем треба да се замени со еден софистициран систем, да се ревидираат котите, дали 65 см езерски столб се доволни за да се користат од страна на производувачите на електрична енергија за хидроцентралите во Македонија и во Албанија, така што да се дефинира нултото кота каде што се врши испустот на водата во Црн Рим, и на тој начин, со тој софистициран истек од езерото, точно да се знае која количина се испушта, бидејќи тие количини треба да се менуваат и ажурираат со оглед на тоа што дека ни се случуваат климатски промени. Драстичните осцилации на водостојот нанесуваат штета на живиот свет во Охридското езеро, кое е најстаро во Европа и жариште на биодиверзитетот со богатство од ендемични видови, заштитено од УНЕСКО како светско природно богатство. Таквиот значаен природен резерват не смее да се користи како акумулација, децидни се експертите. Сето тоа предизвикува стресни моменти за животинската и растителната заедница на Охридското езеро, предизвикува промени во нивните животни циклуси, начинот на живот, начинот на исхрана, начинот на раст, развој и размножување секако. Несомнено би можело да доведе и до изумирање на одреден број на растителни животински видови. АД Електрани на Македонија пак постојано тврдат дека го прилагодуваат испустот на вода според котата на езерото во согласно со референтните податоци на Управата за хидрометеоролошки работи и уверуваат дека нема да се надмине дозволениот минимум од 693,10 метри надморска висина. При тоа водејќи сметка за да се обезбеди биолошкиот минимум од 3,5 кубици во секунда заради одржување на биодиверзитетот по течението на реката Црндрим. Охриѓанецот Антонио Додевски е реизбран за председател. На вчерашното редовно изборно собрание на Националниот сојуз за планинско спасување за председател повторно беше избран Антонио Додевски, а за генерален секретар беше избран Александар Манолев. Присутните на собранието го избра и составот на управниот и надзорниот одбор за следниот 4-годишен мандат. Новото раководство најави амбициозни планови за следниот мандат со акцент на едукацијата и стручната надградба на волонтерите, подобрување на опремата на спасувачките станици преку реализација на бројни проекти и изградба на ефикасен систем за планинско спасување во целата држава, согласно меѓународната пракса и препораките на Меѓународната комисија за алпско спасување. Дополнително, еден од главните приоритети во следниот период ќе биде продлабочување на меѓународната соработка преку подпишување на билатерални и мултилатерални договори за соработка со службите од регионот, реализација на заеднички проекти, тренинзи и вежби за подигање на квалитетот на спасувачките операции, како и зголемена активност во стручните комисии на Меѓународната комисија за алпско спасување, информираат од Националниот сојуз за планинско спасување. Охрид ќе одбележи 100 години од смртта на Петар Чаулев. Овој значаен јубилеј во чест на Охридскиот војвода ќе биде одбележан со премиерна изведба на драма под менторство на професорот Михаил Патчев. Охрид ќе одбележи 100 годишнина од смртта на Петар Чаулев, еден од најпознатите македонски револуционери од Охридскиот регион, член и раководител на Македонската револуционерна организација. Чаулев се смета за еден од позначајните ликови во долгогодишната борба за ослободување на македонскиот народ. Бил начело на Охридското востание.
и е еден од потписниците на мајскиот манифест на ВМРО, со кој што се обединуваат сите револуционерни сили на македонското ослободително дело во единствен фронт. Петар Чаулев од тој период натака активно е веќе вклучен во македонското револуционерно движење, ќе учествува во Илинденското востание, ќе има негова чета која што ќе брои повеќе од 200 души. Знаеме дека востанието е крваво задушено, особено во нашиот Охридски регион, последиците биле страотни. Петар Чаулев заедно со неговиот сограѓанин Христо Узунов ќе останат во овие краишта, Охридско-Струшкиот регион, да го штитат населението и да продолжат да действуваат и да прават планови како понатака ќе се развива дејноста на организацијата. Чествувањето на еден век од смртта на војводата Чаулев ќе се одбележи со пригодна програма, а ќе биде и премиерно изведена драмата Последниот лет на Чаулев, посветена на животот и делото на војводата. Ќе биде обележан достоинствено, како што беа обележани и сите други македонски револуционери, односно нивните јубилеи. Ќе има музичка програма, ќе биде изведена моја авторска драма Последниот лет на Чаулев. Учениците од Охридската гимназија Свети Климент Охридски ќе земат свое учество, кој што под мое менторство. Имаме и девојчина и момчина нормално во драмата. Сметам дека достоинствено ќе го представиме животот и делото на Петар Чаулев и охридската публика ќе биде задоволна и ќе има што да види. Драмата, во која улогите ги утолкуваат учениците од Охридската гимназија, ќе биде прикажана во понеделник во 15 часот во спомен куќата на Христо Узунов. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Над 2 милиони прашања пристигнале за Путин за традиционалната телевизиска пресконференција за сумирање на резултатите во годината што изминува. Очекувано, најголем дел од прашањата биле за војната со Украина. Економијата е важна, да почнеме со неа и покрај провокативните прашања, рекол Путин на почетокот, додавајќи дека економската состојба во земјата е стабилна и дека Русија е пред Европа, а Кина, САД и Индија се пред Русија во однос на економскиот развој. Прашан за поскапувањето, особено на лебот и горивото, Путин одговорил дека потрошувачката на некои стоки е зголемена над залихите и дека русите јадат месо значително над светскиот просек. Бројни биле прашањата и за инфраструктурните проекти и орешник како клучно прашање. Орешник е современо оружје произведено на база на претходните проекти кои се доработени, рекол Путин и потврдил дека учествувал во донесувањето на одлуката за производството на орешник. Нема никакви шанси да се собори орешник. Ако западните експерти мислат дека можат, нека организираат високотехнолошки двобој. Ние сме спремни за таков експеримент. Западните експерти нека одредат објект што ќе го гаѓаме во Киев, па да видиме што ќе се случи, порачал рускиот претседател. Војната е комплицирана, рекол Путин, додавајќи дека се поблиску се до решавање на нивните примарни задачи од специјалните воени операции, како што тој ја нарекува војната со Украина. Се ќе се изгради, во тоа нема сомнеш. Ќе се обноват и училиштата, градинките, патната инфраструктура, најавил рускиот претседател и додал дека на секого на кој му е оштетен домот ќе добие одштета. На прашањето за средба со Трамп, Путин рекол дека е подготвен за разговори во секое време. Ако некогаш имаме средба со новоизбраниот претседател Трамп, сигурен сум дека ќе имаме многу за што да разговараме, рекол Путин, додавајќи дека Русија е подготвена за преговори и компромиси. Најмалку 32 деца загинале во стампедо за време на карневал во југозападната нигериска држава Ојо, соопштиле тамошните власти. Портпаролот на полицијата изјавил дека бројот на загинати би можел да биде променет откако ќе се направи целосниот полициски извештај. Карневалот го организирала невладината организација Жени на кои им е потребна насока и поддршка, која најавила дека ќе има храна и подароци за 5000 деца, но биле пријавени 8000. Според очевидци, на местото на настанот немало доволно обезбедување и многу жртви биле прегазени во стампедото додека се обидувале да поминат преку главната порта, а други се онесвестиле од силниот притисок на толпата.
Судот во Авиньон го осуди французинот Доминик Пелико на 20 години затвор, кој 10 години ја дрогирал својата сопруга Жизел и ја изнајмувал на странци да ја силуваат и злоставуваат. Пресуда за тешко силување добили и останатите 50 мина мажи кои били идентификувани од снимките и на кои исто така им се судеше. Тие добиле затворски казни од 3 до 13 години. Судот во Авиньон го прогласи Пелико за виновен за тешко силување, правење и ширење фотографии и снимки од Жизел Пелико и правење и дистрибуирање сексуални снимки од неговата ќерка Каролин и од сопругите на двајцата синови. Пелико ги признал обвиненијата, а најголем дел од останатите обвинети на возраст од 25 до 74 години го признале злоставувањето на Жизел Пелико, но не и силување, бидејќи мислеле дека учествуваат во фантазиите на брачниот пар. Со ова се стави крај на случајот што ја шокираше целата светска јавност. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.